Приватни автобуси ќе нема и утре. Нема договор меѓу град Скопје и приватните превозници кои не возат на градските линии 9-ка, 12-ка, 23-ка и 45-ка. На 5-часовниот состанок меѓу представниците на Слобода превоз и секретарот на град Скопје им било кажано дека градот нема пари да ги подмири долговите од 1 милион евра, ниту пак пари за тековното работење. Им рекле да почекаат до нова година за да се предвидат пари за ниво новиот буџет. Заклучокот беше дека градот Скопје во моментов не може финансиски да помогне и да гарантира со одредена сума заради тоа што ребалансот на буџетот се уште не е поминат и дека единствено што може да се зборува за решавање на состојбата е дури после 40 дена со новиот буџет. Не добивме одговор на прашањето зошто е прекината исплатата на средствата кои што се слеваат во јавното сообраќајно предпријатие по основ на извршен превоз. Јовановски додава дека покрај градските линии веќе од утре нема да возат ниту при градските автобуси 11, 47, 55, 61, 63 и 73. На овие линии нема автобуси на ЈСП, а граѓаните целосно ќе бидат одсечени од градот. Утре можам да ви кажам дека овие линии денешка што не се обраќаат, сигурно нема да се обраќаат утре. А дали на нив ќе се приклучат и други линии или ќе има нешто, некое друго делување, тоа останува да се видиме. А утре и до моментот додека не се обезбедат средства, сигурно нема да ќе имаме се поголемо невклучување на автобусите, бидејќи ако нема никаква уплата од страна на јавното сообраќајно предпријатие, не можам да кажам и не можев ни да добијам некаква гаранција од разговорите со секретарот. Градоначалничката Даниела Арсовска пак тврди дека нема долгови кон приватните превозници, туку како што вели обиди за политизација на целата работа. Тоа што се шпекулира со суми, само за да се изнајде оправдување за ова што се прави во моментов, а ние гледаме во моментов дека политички притисоци се прават и во јавни предпријатија каде што никакви проблеми немате, нити по основ на било какви долгувања, нити по основ на вработените, ниту по било која друга сметка. Значи дека ова кое што се случува сега е само политичка пресметка на овие две најголеми опции со некој кој што за жал не игра по нивните правила. Приватните превозници во јавниот сообраќај учествуваат со 200 автобуси. Инаку на 8 ноември градоначалничката Даниела Арсовска го раскина договорот со приватниот превозник Мак Експрес, кој престана да вози и градот му должи пола милион евра и не им ги исплаќа. На 20 октомври пак Скопје за прв пат во историјата остана без јавен превоз. Не возе автобусите на ЈСП Скопје и вработените немаа земено плата.